Ова утро со мојот денешен соговорник, пица мајстор Кочо Стоилковски, ќе подготвиме пица во овие празнични денови. Тој ќе подготвува, јас ќе пробам да му помогнам, бидејќи тоа е на балканскиот шампионат во правење пица е 8, а во Македонија е 5, ако добро ги запомнив сите информации. Кочо, добро утро. Добро утро. Поздрав до гледачите. Поздрав и до гледачите, да, во овие предновогодишни, после новогодишни празници кои што ги имаме пред нас. На Балканот си 8, кога е правењето пица во прашање, во Македонија 5. Сега беше неодамна во Србија када го освои 8-то место. Да, така е. Значи во топ 10 влегов со освоено високо 8 место со кралицата Маргарита пица во традиционална наполитана. Зашто кралицата Маргарита? Бидејќи е крстена баш по кралицата Маргарита. Ето интересен факт да знаеме. И кажи го уште едниот факт за пицата кој што ми го кажа позади камерите. За името пица. Името пица е во цел свет тоа и истото име, значи не е преведено на ниеден друг јазик. Како другиве специјалитети. Да. И најпродаван топинг или додаток во светот во пицата е пеперони пица. Да знаеме неколку интересни факти кога е пицата во прашање и дека си 5 на ниво на Македонија пица мајстор. Да, на ниво на државата освои исто така за мене високо 5-то место, иначе тоа ми беше впрочем и прво надпреварување воопшто. Стварно? Да. Браво, секоја чест. Може дека подготвуваме денешната пица да ги споделуваме овие информации околу надпреварите? Да. Само да им кажеме на гледачите што подготвуваш денес. Правиме пица Амалфи, тоа е со парма, пршута. Сите продукти иначе не се од Италија, со исто ќе додадеме на крајот и една моцарела која се вика бурата. Може Кочо, тешко дека јас ќе ти бидам асистент после толку првенство, но можеби нешто ќе научам од тебе кога е пицата во прашање, но исто така и нашите гледачи. Сега кога ќе си ја подготвуваш ти пицата, јас ќе те потпрашувам како помина на првенството и за Србија ни кажа високо 8 место бидејќи влеза во топ 10. Во Македонија за прв пат се надпреваруваше. Каква пица правеше во Македонија? Каде се одржа првенството? Првенството се одржа во Веро центар, Веро Џамбо. Пицата беше некоја моја импровизација. Јас мислив исто така добар резултат, 5-то место, сепак за прв пат не е за подценување. Колку надпреварувачи имаше? Па во Македонија имаше околу 50-тина, а во Србија 120. Добро, значи дупло повеќе имало во Србија надпреварувачи. Имаше во Србија други надпреварувачи од Македонија? Имаше од целиот Балкан, Романија, Македонија, Србија, Хрватска, Босна. Имаше италијански судии што беа така поригорозни. Правилата се следеа од сите страни. Која тајната на таа италијанска позната пица Кочо? Сигурно има некои тајни кои што не се издаваат, но што може да се каже. Гледам дека не го растегнуваш многу тестото како што обично правиме. Ова е меко тесто, се работи од брашно тип 00 со висока хидратација, значи голем процент на вода, за да биде еластично, меко, воздушесто и за да откако ќе се јаде да нема тегоби во стомакот. Што друго се разликува италијанската пица? Велиме дека е многу тенка, крцкава. Така, да, краевите се воздушести, полни со воздух. Се пече на висока температура, 450 степени, околу 60 до 80 секунди, доколку се е во ред температура, топло тесто и И Марија тука помага, асистира. Кажи Кочо, ако треба да се поместиме, да се потргнеме, јас ќе се повлечам. Што правиме сега? Готова? Ја наредивме пицата? да, сега ќе ја печеме, после ќе ја завршиме. Иначе ова е традиционалниот начин на ставање. Добра, јас ќе се повлечам за да може да видат и гледачите. Они ќе не гледаат и ќе не слушаат на кој начин се подготвува пицата за печење. А ние ќе си продолжиме со разговорот. Колку време ќе се пече пицата Кочо? Околу 60 до 80 секунди е готова. Добро, брзо ќе биде. За тие 60 на секунди може да споделиме некои интересни факти за пицата или пак околу надпреварувањето, колку нашите граѓани сакаат да јадат пица? Па, И каква пица сакаат? сепак најпродавана ќе кажам Маргаритата.
Маргаритата. Наједноставната. Да, вистинските познавачи секогаш едат маргарита, со тоа што нема други производи многу и вистински може да се осети тестото, колку е таа солена, вкусна, блага, сладка, нели, сите вкусови да и се дознаат. Или доколку би имала месо, тие работи не се познаваат многу. Го гледаш тестото, знаеш дека готова, сега ќе видат и гледачите. Дали ја дополнуваме со нешто пицата? Да, секако. Добро. Тебе те следиме, а ние снимаме како ти ќе ни кажеш. Сега ќе оставиме на решетка за самата пица да одмори после печење. Како се викаш оваа пица уште еднаш Кочо? Ова се вика Амалфи пица, крстена е по областа Амалфи, исто во Италија. Да, кажавме дека тука се подготвуваат само италијански пици. Одлично, превкусно изгледа веќе. Што ставаш од озгора? Не, ќе ставиме бурата. Иначе, секогаш под вакво убаво високо квалитетно месо, рукулата иде под месото, за да самото месо не се сготви од топлината на пицата. Добро. Веќе сме при крај со пицата на Кочо. Кочо ќе се врати сега да довршиме пицата, да ја заокружиме. Ставиме пармезан, секако иде пармезан и пршута, најдобрата варијанта. Така. Кочо дека ги завршуваме подготовките околу пицата. Буратата и само да завршиме. Слободна земи, јас ќе ти посакам многу здравје, многу среќа, љубов, успех во мајсторијата твоја која што ја правиш. Еден ден да дојдеш во просториите на Канал 5 телевизија, еве во 2026 и не имаме кујна. Сега не знам какви се условите за подготовка на пица, но ако можеме ќе направиме пица или некој друг твој специјалитет кој што го имаш научено. Јас ти благодарам многу за одвоеното време и за подготовката на оваа вкусна и позната пица. Фала и на вас. Секако дека ќе дојдам, фала и на поканата. Да. Се гледаме зубави работи во 2026. Фала и се на вас. Среќни празници на вас и на гледачите.